Имаме неколку опции за самопомош. Првата и најчесто користена се така наречениве антациди. Секој од нас, верувам, или ако не мнозинството, пробале, употребиле за таа намена сода бикарбона. Го имаме во секоја кујна, ако не во секоја продавница, ефтино е, нема да ни го оштети буџетот. И што е најважно, како и други антациди, брзо действува. Значи, тоа е ситуација во која што ние сакаме да си помогнеме, ама веднаш. Моментално. Значи, имаме проблеми, сега се акутни, во моментов вземаме антацид, тој действува брзо, 5-10 минути, половина час максимум, и во дејство на тоа што ја неутрализира желудечната киселина. Значи, он само моментално го решава проблемот, нема никаков долготраен ефект, нити пак нешто лечи, туку едноставно ни прави симптомиве да исчезнат на база на таа неутрализација. Сода бикарбоната, за жал, не е најдобар избор во оваа ситуација, бидејќи, иако моментално ќе ни помогне, ќе предизвика дополнително лачење значајно на хлороводородна киселина во желудникот и тој проблем ќе ни се појави пак многу брзо после тоа во многу позначаен обем. Така да тоа не е најдобра опција, иако делува моментално ќе помогне. И барем порано на времето беше многу применувано, така. Применувано е сигурен сум и денес. Има бројни, значи, производи кои што може да ни помогнат, обично се на база на калциум, магнезиум, алуминиум и така натака, кои што помагаат таа неутрализација да се изврши и моментално ќе ни бидат од корист, меѓутоа действуваат отприлика 2 часа. Значи, не треба да очекуваме дека тоа ќе го реши проблемов долготрајно и заради тоа тие се антацидите се за помош во акутен проблем, можеби неколку пати во текот на денот. Да, сме претерале, дошло до проблемот, сега ќе го стабилизираме и претпоставуваме дека организмот е здрав. Ако е здрав, веќе после неколку часа или следниот ден нема да се повтори овој проблем.